Моето патешествие низ руралните региони, поточно речено низ целата во Република Македонија, го продолжувам низ Прилепскиот дел на Мариово во селото Кален. Овој пат во ова село наминав на сам ден на верскиот празник Христово Вознесение, меѓу народот попознат како Спасовден, чие име го носи и Каленската црква. Како по стар обичај, од градот Прилеп, заедно со мојот дугогодишен пријател Сребре Стојановски, родом од селото Кален, со неговото возило тргнавме во муглите што се вели, поминувајќи покрај селото Старо Лагово, накачувајќи по угорнината на криволестиот асфалтиран Мариовски пат во правец на превода Слива, спуштајќи се по удолнината до местото викано Писокал, свртувајќи лево, каде што утринските сончеви зраци, милувајќи го селото Кален, пред се селската црква Свети Спас, ја навестуваа празничната атмосфера, каде што не пречекаа членовите на црковниот одбор, кои привршуваа со подготовките за утринската богослужба, меѓу кои и Милан Стојановски. Добро утро, добро ни дојде, Зоране, овде во моево село Кален, овде во нашава селска црква Свети Спас. Добро е што се сети нашево село да го посетиш, на нашава нековашна селска слава да дојдеш и нас каленци да не види светот, што народ сме, од и ние сме си добри домајкини и ние знаеме гости да си пречекаме, ама ете, пошто и нашево село се испусти, си се договоривме еднаш во годината, на сам ден на Спасовден, да си се присобереме, да си се видиме, ние постарите да си се преброиме, колку мина останавме, а да го преброиме и младежов наш, иако не живее во село Кален, за колку пати е зголемен, да си запалиме по една свејча во црквава наша за здравие, а Бога ми да им запалиме по една свејча на починатите наши дедовци, баби, татковци, мајки, ми рече 80-годишниот Милан Стојановски. Добре те најдов, стрико Милане, нека е денов за многу години, саде вака да се гледаме, саде за убава да дава Господ, сполај му нему, како за добре дојде му одговори и јас на Милана Стојановски. Амин. Амин, Господе, саде Господ здравие на сите да им дава, па и на нас Мариовцеве и на Каленцеве мои, саде заедно и убаво да се гледаме, од и еден е животецо наш. Денес не има, утре не нема, таков од памтивека бил и таков ќе остане, благословеше Милан Стојановски. Небото беше ведро, времето релативно топло, пролетно, токму прилагодено за окото на мојата камера да го опфати секој празничен детал. Мариово 12.000 години зрачи на целиот него простор, како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, ликестидите, енгалеидите, десаретите, орестите, еораидите, елимеите, ботијанците, пирејците, алмопите, бидонците, крестонците, бислаите, еуродејците, едносите, сите познати во Хомеровата Илјада, сите сродни по јазик македонски култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел од Римската империја, како дел на животниот простор на македонската Самуилова држава, предводена од царот Самуил, како дел од Византија, како дел од Отоманската империја.
куќи имаше селало порано? Куќи имаше да не ви излага некаде над 60 куќи. Така, колку жители од прилика? Молим? Колку жители од прилика? Или Рачуна, тога имаше по 3-4 деца, например, 60 по 3 рачуна, 180 деца. кој му се комшиски села на Калин? Па, Кокре како прво, например, Пештани, Дујне, па Прчани, па Башка, Крушевица, Чаниша, па Бонче. Така. Колку сте далеку до Прилеп? 25 км. Порано со што одевте на пазар до Прилеп? Со извинjenje, со магариња и со маски, со добици. Како? Колку време патувавте до Прилеп? Па денес изгледа 4-5 сати. Во еден правец? Во еден правец. Така, од кој ќе пазариш па назад па пешки. Така. Може ли да се причатиш како беше животот кој беше на моите години? Животот беше, може да ти реча, мизерен. Тога многу работа имаше, со полој се ораше, рачно се работеше, со срп се гиеше и со коса се косеше, например. И ама народ имаше појче и поздрав. Наши 60 човек има, значи комитат. Како му е името? Велко. Велко. Може ли да седиш како беше за Божик, за Велите, за Спасен кој денеска? Супер, одлично беше тоа, како сега, например, денеска што сме, така и тога, например, од сите села. Не е важно кој родител, дали пријател, дали се, наго се иде од сите села околните, например, и се поштуваше со душа. Чекаме празник да дојде, па да се збериме, да се видиме. Бабичката, како ти се викаше? Бабичката Грозда ми се викаше. Од кај беше таа родом? Од Крушевица беше. Може ли да се седиш овај, како се зедовте зимно, летно, есење? Ако се зедеме, тога беше со стројници, со извинение, како да ви реча. И плюс тоа со којни. Со којни, тога со којни, а донесаме венчавката, например, ние наша црква имаме, ама попа у Крушевица таму, па тога 2-3 свадби имаше и се венчаме у Крушевица. Колку Господ челад ви даде? Челад ни даде Господ богати. Богати многу ни даде Господ. Дечиња 4 живи, едно ни почина. Така. Колку, така? Плюс тоа, например, 10 внучиња имам. Така. 7 премнучиња. Кој ти е најмило, првото или цигането? Сите ми се милни. Кој да го идеш, тој боли. Така е, така е. Од кај Писокол, уште и сутрината, како бисер Гердан, се зареди долга колона на разнолики возила и врв улица народ во правеч на Српската црква Свети Спас. Убав ден да е, напомош да е. Господ здравие да дава на сите. Пред се здравие, после друго се. Така е, така е. Пристигна и парохискиот свештеник. Според стариот обичај, парохискиот свештеник отецот Киро на влезната црковна порта го пречекаа членовите на црковниот одбор, сетне и на собраниот народ. Милан Стојановски знаеше како се пречекува селскиот Питроп, уште како мал ги научи сите попски обичаи од стрика си Петрета, кој долги години беше црковен прислужник во црквата Свети Спас. Парохискиот свештеник застана пред старата црковна порта, облечен во посебна црковна одора, предвидена за вакви празнувања. Милан Стојановски, првиот од еднаквите од името на црковниот одбор, го пречека селскиот поп, како што свештениците од памтивека ги нарекуваа Мариовци, длабоко му се поклони, го бакна сребрениот попски крст, се подистави од десната страна на попот. Сребрениот крст кој со левата рака го држеше парохискиот свештеник го накласи малку надесно, со ишеред на очите му даде дозвола на Милана да го земе во своите раце, да го почува, со двете раце го фати Петрафилот, малку го поднамести, го бакна, направи големо црковно темание. Милан Стојановски му го подаде сребрениот крст на парохискиот свештеник, овој повторно го целуда, а Милан ја бакна попската десница, овој задоволно климна со главата, давајќи му знак на Милана дека одлично си ја изврши работата.
Пред влезот на Божниот храм, свештеникот направи уште едно црковно метање. Влезе во Божиот храм, се поклони пред царските двери, го бакна светиот престол. Започна утринското богослужение во чест на Христовото вознесение. Вознесо се еси во славе Христе Боже наш, радост отвори ви учеником, обетованием Святаго Духа, радост отвори ви учеником, обетованием Святаго Духа. Почитувани мои, пред да ви пренесам поголем дел од спасовденското празнување, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите досегашни историографски сознанија за многувековната црква Свети Спас, со кои располагам копајќи во изминативе неколку години низ историографските архиви во продолжение на оваа репортажа. Црквата Христово вознесение во селото Кален е многу стара црква. Архитектонски гледано, црквата Свети Спас во селото Кален представува печатлива еднокорабна градба, чиј црковен двор е заграден со долга камена авлија во висина од околу 2 метри, со две влезни порти, едната на западната, а другата на источната страна, покриени со делкани и доломитни плочи. Во црковниот двор во правец запад-исток, распослани во 2-3 редици, се наоѓаат каменитите од подебели доломитни правоаголни плочи, родовските трапезари, кои до неодамна се користеа за пролетните, летните и раноесенските поголеми православни слави, како што се Великден, Ѓурѓовден, Довден, Илинден, Преображение, Голема и Мала Богородица, а надвор од црквата на југозападното плато се селските гробишта. Црквата е изградена во 1890 година. За времето на градбата на овој храм сведочи написот кој се наоѓа над излезот од црквата од јужната врата, каде што пишува: во слава на светија, еднодушнија, неразделнија, светија Тројца, Отца и Сина и Светога Духа, повелничием во време царствујучи нашега цара Султана Абдула Хамида, иже во богохрамнога села Калена, согради сен церква на 1890 Господова лијета, исписана на 1891 стое вознесение Господа Бога и Спаса нашега Исуса Христа, издвижением Бога православнием Исусова христијанскога, за воспомением на трошождациите мением Трајкота Перева, Дамчета Петрева, Трајкота Маркова, Митрета Трајкова, Ристета Цветкова, Трајкота Димитриева, Петкота Иванова, Трајкота Перева, Денкота Ристева, Маркота Ристева, Митрете Богданова, Трајкота Богородова, Неделкота Митрева, Трајкота Ристева, Кулета Трајкова, Митрета Ристиева, Ангелета Трајкова и Петрета Богоева, чие име на овој владетел за време на Втората светска војна бугарската фашистичка армија го пречкртала, додавајќи го името на нивниот бугарски цар, царот Борис. Сведоштвото за градбата на овој храм говори и написот со име и презиме на уште неколкумина мештани од ова село, кој се наоѓа од левата страна на главниот надпис.
Живописот на црквата е завршен во 1891 година од страна на познатата тајфа зографи од мијачкото село Гари, од семејството Андонови, поточно од браќата Димитар Андонов, роден во 1856 година, а починат во 1934 година, и Георги Андонов, роден во 1862 година, а починат 1933 година, што се гледа и од самиот надпис кој се наоѓа од десната страна на главниот надпис на излезот од источната врата на црквата, кои работеле во повеќе цркви во Македонија, Прилепско, Кавадаречко, а особено во Мариово, каде што живописале повеќе цркви, а нивната дејност ја продолжиле и нивните синови Илија, синот на Димитар, и Андон, синот на Георги, кои исто така работеле заедно на голем број цркви во првата половина на 20 век. Впечатливите и добро ускладени бои, кои се со особена светлина, како и јасниот израз на ликовите, му даваат необична свежина на живописот. На комплетно насликаната внатрешност на црквата се прикажани голем број библиски приказни, светители и библиски настани, кои ја прикажуваат библиската и христијанската историја и идеологија, почнувајќи од импресивната представа на страшниот суд, кој е насликан на западниот зид. Архитектонски гледано, црквата Свети Спас во селото Кален представува впечатлива еднокорамна градба со градени неколку антички сполии, особено на западниот зид. Двата зида, јужниот и северниот, се со известно отклонување на надвор по вертикала со искривени расцепи, чие отклонување изнесува и до 5 см, што се гледа во попрешните тавански греди, чии краеви се излезени од зидот. Во должина по средината при аглите оштетен е добар дел од живописот, повеќето на самиот свод. По самата вертикала, на самите зидови, иако засега нема поголеми одронувања на живописните полиња, сепак и тие се доведени во опасност од многу поголеми оштетувања. Во историјата на оваа црква е запишен и еден вистински трагичен настан од август 1906 година, кога токму на нејзиниот праг за својата татковина и својата христијанска вера од грчките андарди биле заклани 16 жители како одмазда за наводниот лош пречек на андарската чета. При тоа биле изгорени и 16 куќи од селото. Сето ова што претходно го напоменав е уште една силна причина за разбудување на вистинската свест и преземање вистински чекори за итно преземање мерки за заштита на архитектурата и живописот на црквата Свети Спас, како би се зачувале исклучителните и неповторливите вредности на христијанската култура, кои се дел од непроценливото културно наследство на Македонија со потекло од 19 век, затоа што културното и уметничкото наследство на Македонија и често изненадува со својата културна и естетска вредност. Парохискиот свештеник привршуваше сутринското богослужение. Мирјаните кои претходно ги имаа испочитувано пред причестните богопости, се причестија. Христијаном нашим, насопротивнија дарујај, и Твое сокрајнајај крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоја, и благослови достојание Твое. Победи всем православним христијаном нашим, насопротивнија дарујај, и Твое сокрајнајај крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди
daruj i Tvoje sohranjaj krestom Tvojim žiteljstvo. Gospodu pomolim si, a Gospodi pomiluj. Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi go, Levovčenica Vapinovo Jeleo, i umnoži go vova sveto mesto, vova selo, vo celio Tvoj svet, postojano i sega i sekogaš i vo večni vekovi. Amin. Gospodu pomolim se, a Gospodi pomiluj. Vo slava i čest na voznesenije to Hristovo, Tjeb nesuvame Hriste Bože naš, ova beskrvna žrtva, primija na Tvoj od na nebeseni mislove svoj žrtveni. Amin. Hristos posrede nas. Hristos posrede nas. Hristos posrede nas. Ajde se ga idem predstaviti u terete, da li to kršimo? Ajde. Za mnogu godinu. Dobro, idi si na vam se. Do godina, do majčini. Почитувани браќа и сестри, вознесението Господово како една од тајните на домостројот Божи за спасение на човекот го надминува сетилниот опит и не се ограничува само на особието на Христовото издигнување на небото. Неслучајно Свети Григори Римски овој празник го нарекува Спасовден, затоа што токму на овај ден се доврши делото на нашето спасение и искупување, дело во кое човечката природа стекна целосно учество во божествениот живот и вечното блаженство. Овој ден во петтиот канон на Никејскиот собор се нарекува и 40-ти ден, започна со беседата парохискиот свештеник отецот Киро. Драги браќа и сестри, во почетокот празникот Вознесение Христово се славел во периодот на 50-тичата кој соединувал повеќе собитија. Имено, 50-тичата се сваќала како особен период од црковната година кој брои 7 недели и доаѓа после Пасха, а не како одделен празничен ден. Одделувањето на празниците Вознесение и 50-тица, Света Троица или слегување на Светиот Дух, се случило на Вториот Вселенски собор, кој се одржал во 381 година. Местото од каде што Господ се вознал на небесата, уште веднаш станало место за длабоко почитување. Таму, на Елеонската гора, царицата Елена изградила велелепен храм, кој за жал бил разурнат од сарацените. Денес, само една мала црквичка го означува местото кое уште од древноста се означувало како место на Вознесението Христово и каде и сега се гледаат траги од стапките на Спасителот. При неговото вознесение продолжи со беседата парохискиот свештеник отецот Киро. Браќа и сестри, како што и самите знаете, по 40 дена од своето воскресение, Христос се вознесе на небото, каде што со неговото вознесение се заокружи неговото не само земјено, туку и световно и духовно спасително дело. Во периодот на 40-тите дена, меѓу воскресението и вознесението, Христос им се јавуваше на учениците и им ги откриваше тајните на Царството Божјо. Господ им заповеда да не излегуваат од Ерусалим додека не им го исполни ветувањето дека ќе им испрати друг утешител, односно додека не слегне Светиот Дух врз нив и ги облече со сила од озгора, пошто би можеле да го проповедаат Евангелието по целиот свет.
Тоа исто ќе се случи по 10 дена за време на старозаветниот празник 50-ти цар. Браќа и сестри, зошто токму 40 дена требало да поминат до вознесението? Бројот 40 во тоа време имаше големо значење воопшто на древниот Блиски Исток, а особено тој број има големо значење во Библијата, кој представува символ на едно завршено дело, затоа што Господ Исус Христос според својата човечка природа примил 3 раѓања. Првото е во плотувањето на мајка Богородица, второто е крштенијето од Јован и третото воскресението, и затоа во 3 раѓања е наречен првороден, беседеше парохискиот свештеник отецот Киро. Браќа и сестри, спасението на човековата природа во Христа е извршено, но од секој човек зависи дали ќе го прими тоа спасение. Ако со воскресението беше победена моќта на смртта и на ѓаволот, тогаш со вознесението нашата природа се издигна на престолот Божи и ни се даде можноста да достигнеме и ние во доживувањето на вознесението. Браќа и сестри, секогаш кога влегуваме во црквата, гледајќи го живописот, гледајќи иконата на вознесението, може би се прашувате што е незиното значение. Браќа и сестри, круговите во горниот дел го представуваат небото, каде што Христос седи и благословува. Во другата рака го држи свитокот, а тоа е словото што го проповеда. Облеката на Христос, која е светло златна, ја представува неговата преобразена и обожена човечка природа, која веќе не е подложна на физичките закони. Облеката на двата ангела околу него е иста со облеката на апостолите. Горните ангели се сведоци на страдањето и тие покажуваат дека иако Христос се вознесува на небото, тој со себе ги носи и белезите на распнувањето. Маслиновите дрвија ја делат иконата на 2 дела – небо и земја. Долу е Мајката Божја со 12 апостоли која ја представуваат нашата црква. Година порадосни и повесели, а сето другото со силна вера сигурно дека Бог ќе ни го испрати. Ajde, za mnogo godina. Ај за многу години. Ovo je Vatiko, Живо за много години, наповеж да е едно. Нека дено за много години. za mnogo godina. Да сте здрави и живи. Од кај си? Stavica. Од Ставица? Од Филмскиот град? Да. Така. Ален, добар? Вике до. Ти од кај беше родом? Село Кален. Од која фамилија? Од Рампо. Од Рампо? Рампо разбира. Така. И ти се радоли душето што е денеска полека на празникот? Убаво ние тука со драга овие си работиме. Да не е скршене за здравие, за да направиме нешто, што можеме. Така. Вие сте дунчани, така? И традицијата ја продолжуваме и понатаму. Кален, здраво. Ево од Кален деца. Da ги видиме овие нашите соселани овде. Кај е побаво, Дуње или Кален? Дуње си е подобро. Секој Ти својот си месец. долгогодишен повратник во Дуње. Ајде малце да твојата работна сторија, кај живееше, што работеше, која беше мотивацијата да дојдеш на корените? После осмолетка учев Прилеп. Од Прилепа избегав до Скопје. Скаму работев во 2-3 фирми. Од таму се пензионирав и се вратив на село Дуње. Кога дојде во селото Дуње, родната куќа на татко ти постоеше?
Стоеше, поправивме. Дотераното купатило 300 чуда натре има. Кога патувам по селава ги прашувам домаќините, бабичката ти е со тебе или е во Скопје? Со мене е и таа тука. Што ме твојата бабичка тука, нема проблем. Еврет. Вие, господине, неодамна бевте пред 10 дена во Дуње, правев нова репортажа и видов дека вашата куќа ја реобновувате. Да, јас се реновирав исто, јас, како да речем, се вратив тука во Дуње. И ја реновирав малце кровот и се тие работи. Каде, иначе, овој постојано место на живење имаш? Ја не имам во Гевгелија, таму работе, се сум моментално пензија, А Елија нека е? спалајте. Векоите ти види. Да си дочекаш. И така, малце идам в село, малце модам пак Гевгелија и... Што те влечи овде овој, така речено? Па се ме влечи, тука сум се родил, тука израснав, тука ми се сите другари, роднини, едно други, додека имам и Гевгелија, имам мои други луѓе. Ама претежно тука ми се сите, грото ми е во Прилеп. Според оние историски податоци што ги имам најдено во архивите во Македонија, твојата родна куќа е една од најстарите, сигурно негде стара е околу 90 години. Да, многу постара е. Едина куќа, тие се 2-3 куќи, мислам, во селото што со старски направени со чардаци. Рече дека ја реновираш, ја оставаш во оној стар етно што им зовеше. Старо, све старо, се си стои, сето само кровот го сменив, мораш да го сменам, ти течеше, што да не се распадне, инаку добра е, се седи, се живее и... Кај е пубаво? Гевгелија, Мене е Дуње? пубаво во Мариовскиот дел, кај нас. Кој дел би го одвоил? Битолскиот, Прилепскиот, Кавадаречкиот? Слушај, кој би го одбил, цело Мариово е добро. Убаво само што нема луѓе. Па е најголемата грешка, може не знам на кој. Дали е добро што, да речеме, на овие празници во црквите наши македонски православни? Добро, ова што се повраќа назад, традицијата на сите наши луѓе што се тука, што живеат, те се сте во Кален на гости. Тоа е на 5 километри оддалечено од кај нас од Дуње. Убава работа е ова, се видиме со другари, школски мои што се тука, што не сум ги видел може преку 40 години тоа. Кога пред 10 дена ја правевме новата репортажа од селото Дуње, тука во дворот кај тебе видови доста млади. Тоа се твоите синови, твоите деца. Моите дечиња беа и на брат ми двете деца. Баш правев една ограда, сакав место да си го заградам, така од стока да не влегува и си. Те радува ли душата што младата популација доаѓа во Дуње, што се овој... Па гледам јас од која реновирав мојата куќа, да ти кажам право, па има уште едно 4-5 куќи реновираа по нас. Кои кровови, кои нешто поправија, нешто гледам, некој си тука од едно друго село, тука е женет од кај, гледам нешто прави како етно ресторан, што ќе биде, не знам, точно ли гледам и тој се гради. Али убаво е, добро е. Убаво, супер. И една порака. Радува тоа што малце се враќа и младите во село. Една порака. Дали е добро да се вратиме, ние помладите во селото, да ги отвориме оние стари катанци, затоа што убаво место родното нема никаде. Абе, слушај, Зоки, убаво е да се вратите, а убаво и ти да дојдеш малце во Дуње. Јас сум Зед Мариовски, ќе дојдам. Треба и ти да отвориш таа куќата на дедо ти малце. Па еве, оградата, камената ограда. Почнав што се вика. Да, почнав да. Си работел, уба работа и тоа. Оти, чисто па те велам, греота да имаш куќа направена, оставена од пеците, да пропадне. Тоа ме болеше што зидано гледам сето со камен, тоа е влечено, не знам и од каде, тоа е камен донесено и сега да оставиш така на забот на времето малце, не е добро. И затоа јас онадив малце, мислам, ја реновирав, фактички цел кров го сменив јас, тотално се. А него и се зачувам. Сега Господ здрави, малце помалце ќе се работи. Ајде, Билки, што се вика, еден ден и свадба на твоите синови тука ќе направиш. Така сака, малце играм тој големиот, вели јас најубаво ми е тука да се прави свадба по старски начин, видиш, што беа тие старите свадби. Али тоа баш не можеме баш така да се изведи со тие коње, па со земење на невеста и сите тие работи, малце ме сега тешко, што не можеш да најдиш и добиток за тоа. Така. Али, ако му е чеф, нема проблем, куќата е голема, дворот е голем, па нека тера.
Нека се здрави, живи сите, нека е дено за много години. За много години да е секој дичен си за работа на кај. Мајсторе, готово е? Готово е. Ајче, види. Ете, Господ што се вика, стално не поканува, јас со камерата, ти со твоите готвачки вештини, да го почитуваме Маријово за славите. Минатиот пат бевне на Писокол, денес сме овдека за славата во Кален. Ти се радоли душата што ете те покануваат Маријовци да бидиш нивни гости? Најверојатно му се бендисува јадењето прво, чајако, табието, значи во склоп кој ќе го земиш сето то, значи се многу задоволни луѓето. Така да и порано ви реков дека ние останавме многу малце кувари вакви, казански кувари, што и вика. Оти сега има кувари и куварчини. Кувар на казан вако голем на 300, 500, 800 души, 1000 души, ретко се нафаќа да го. Така да, јас веќе, можда и годињето ќе дојдо, али и држам да речам манастирите, салата, ме барат. Еве сега ќе бидам задоволен во Оревоец, исто за вака ќе се готви. Луѓето се желни да каснат јавнија, да каснат гулаш, неќа плескајци, неќа она сервирано стек, пилешки, ред други работи. Значи луѓето сакат она традицијата што била порано, сакат пак да се зачува. Ова да те прашам, кога повеќе ти се радува душата, кога ќе те речат мајсторе, алал те вера ја направи под пршката, одлична, или пак кога ќе те речат, кога ќе те видат како пријател, кога ќе те поканат, ајде бујдом на чашка ракија. Па едното и другото тука, заедно се тие. Туку на моментот му нема крај, да не запечи. Да, точно, точно така. Ете, веќе при крај веќе. Сега готвиме за 300 души, од 250 до 300 души овдеки. Нека е дено за многу години. За многу години, да. И да повелите да останете за обавезно, слушај да ти кажа вака едно. Ми се бенди са манчата неки. Еве го исто и овдек, гледај го. Се рони, се топи в уставо. Ајде да се седиш на твоето детство, колку бевте ученици, како ти се викаше Даскал, што те учеше? Вака, ние бевме доста ученици, Даскал овде имаше до четврто одделение, основолетка одевме во село Дујне, а средно, да речем, училиште учеме во Прилеп. Така? Учител се викаше Силја, се уште го памтам, беше од Цер, мислам од Цер, кај Македонски му таму. Кическо, да. Таму, оде живееше. Строг беше или добар? Па да ти кажам, во тоа време и така требаше да биде строг малце. Така. Колку бевте ученици се сеќаш? Бевме доволно бевме деца, од прво до четврто одделение. Така. Али за жал сега самите вие го гледате и ние го гледаме Маријово, нашето Маријово. Нема на Кале, ни други села, веќе се испраде, да речам. Може по некој стара да се најде така. За жал ми е жал што се испразнија селата, а може слободно да речеме се испразнува веќе и градовите. Во оваа пригода сакам да го споменам името на еден од доајените на македонското литературно творештво, големиот и би рекол ненадминат Стале Попов. Неговото литературно творештво представува вистинска и жива енциклопедија за животот на Маријовецот и воопшто на Маријовскиот регион. Неговите дела се типичен пример за вековна трајност и неуништивост, за самобитност на македонецот со сите негови радости, маки, со сите негови страдања, меѓутоа и со сите напластени вековни проблеми во текот на времињата. Стале Попов
нурнал многу длабоко во македонската историја и барајќи ги корените на македонскиот човек, го создал делото на големата македонска книга, на легендите и преданијата, на песните и ората, на таждалките и клетвите, на таговнините и радоснините, на долготрајните робства, меѓутоа и на непрестајните бунтови и отпорот и непокорот на македонскиот човек. Неговите дела остануваат како жива традиција, вистински извор од неповторлива вредност, од кој што можеме да откриеме многу значајни настани и вистини за овој крај. Расказите му се пишувани во народен дух и стил. Останува впечатокот дека во делото на Стале Попов останува вечно да живее свеста и совеста на Мариовецот, неговата традиција и неговата филозофија. Славното Мариово има испишано уште поставна историја. За да се живее во Мариово, треба да си роден таму и во специфични услови, и затоа мариовскиот народ изградил специфична традиционална култура. Сакам да напоменам дека култот кон предците од секогаш бил во овие краишта овде високо изразен. Мариово во сета своја целина од секогаш ја испраќа пораката за самостоен и одвоен живот и култура, соочувајќи се со сите предизвици наназад низ вековите. Овој крај овде е пребогат. Мариовскиот крај со природни богатства, со традиција, со култура, но и со духовност, а особено со етнокултура. Во Мариовскиот крај се наоѓаат многу рано христијански базилики, се наоѓаат многу средновековни цркви и манастири, остатоци од пештени цркви и споснички келии. Во овие духовни и културни дестинации, кога ќе дојдете и кога ќе представувате, стануваат безредни сите богатства на светот. Лошите спомени и мисли стануваат извор за љубов и за грижа на човекот. Таму владеат Божите закони и моралните норми и принципи стануваат императив на денот. Во Мариовскиот крај, на големите свечености, на големите празници, кога таа традиционална народна носија доаѓала до израз, неизбежно биле присутни и дувачките инструменти гајдата и кабалот, кои што го развеселувале македонското, односно и мариовското население. Сакам да кажам дека и ден денес во Мариовскиот крај на многу свечености, кај што има големи собири, овие два дувачки народни инструменти се уште се присутни и се уште има виртуози кои што свират на овие музички инструменти. Песната на Мариовецот е едноставна и мудра, е огледало на неговата душа, е негова молитва и негова воздишка. Меѓутоа морам да кажам дека таа песна е исполнета со љубов и тага и со радост. На мојот престој во селото Кален, поточно речено во црквата Христово Вознесение, му се ближеше крајот. Ги оставив моите домаќини од селото Кален, како и соборскиот народ, да си ја празнуваат наивната многовековна селска слава Спасовден, со едно довидување, само Господ на сите нам здравие да ни дава.